Анкетиран пензионер вели, јас сум пратеник, ме праќаат на пазар, ме праќаат да земам лекови, да ги земам внуците од дома. Илија Николовски сам се праќа во законодавниот дом, затоа што сака да ги види, да ги направи видливи пензионерите во парламентот. Добро утро. Добро утро. Вака по дома имате алиби за да не ве праќаат по лекови по пазар, затоа што стварно сте ангажиран? Па јас право да ви кажам, ниеден ден не сум се осеќал како пензионер. Кога замина во пензија, веднаш многу брзо постанав председател на Сдруженијето на ветерани од одбраната и безбедноста. Јас сопругата доскоро работеше, меѓутоа кога прашале една колешка која сопругот исто бил пензионер, а пред тоа директор, и се пожалила, вика, кога дојдам дома, сопругот толку прашање има што се случувало, вика, а јас уморна. А сопругата ја рекла, јас имам друго искуство. Вика, какво? Вика, мојот пред мене излегва, а после мене се враќа дома. И ова е одговорила, вика, што убаво. Така да јас ниеден ден не сум се осеќал како пензионер, секој пат сум бил активен. И после ова функција која има председател на Сдружение на ветерани од одбраната и безбедноста, истовремено бев едно време и председател на Сдруженијето на дипломирани студенти во НАТО колеџот во Рим. По примерот на бившите ЈУ републики одлучивме 2013 година да формираме партија на пензионери. Првото име беше партија на обединените пензионери и граѓани на Македонија, меѓутоа после првото годишно собрание го променивме името. И ние сме последни од бившите ЈУ републики кои формира таква партија, што викаат што јужнije то тужнije, и наидовме на еден голем отпор, особено кај претходната власт, а токму претходната власт беше причина да формираме таа партија, затоа што јас и моите колеги не можеме да гледаме како ние она што го имаме стварано нашиот минал труд, некој го разграбува, а си им дал на тацна држава. За себе ќе речете, јас служев во 2 армии во 5 држави, ама се служите во 3-та армија. Генерале, какава ви армијата пензионери во Македонија? Армијата пензионери е најголема армија во Македонија и тоа најорганизираната невладина организација. 326.000, сега денеска не знам точно колку се, меѓутоа така околу 326.000 пензионери има во Република Северна Македонија. Според пописот 1.800.000 колку што излегла да се попис, значи малку помалку од 20% од населението на пензионери. Ако 1.800.000, да, така ќе му даде. 20% пензионери. Ако е точно дека сега сме ние полека се претвараме во Македонија во нација која што е на 14 годишњаци. За жал просекот е така. Таков е. За некое време кој ќе ни ги работи нивите, треба министрите да ги донесеме да ни работат по имањето. Многу интересно прашање. Ние во нашата макроекономска политика во последните 30 години се направени многу грешки, по моја длабоко убедување, затоа што дозволивме прво одливот на населението од руралните средини да се концентрира во Скопје, за разлика од Словенија, каде што имаше ограничува, и во Македонија за време на социјализмот не можеше секој да постане. Ама па тие велат ние имаме право да ги уживаме благодетите што ги имаат граѓаните, затоа што плаќаме, дотираме во данокот на државата што го има. Тоа е точно, меѓутоа секоја држава треба да води одредена политика која треба да биде, да ја направи државата стабилна, економски јака, и ние сега ако погледаме каква е моментално ситуацијата, над 40% е населението старост, да се намалува населението во оваа сега економска безбедност, здравствена криза, гледаме дека, например, ќе дојдеме во голема криза за храна. Значи, не сме доволно планирале да се развие земјоделството во Македонија, а Македонија е земјоделска земја, земја која можела да се храни самата со себе. Ние дојдоме сега во ситуација да немаме доволно пшеница, брашно и така натаму. Дојдоме во ситуација толку реки, езера имаме, да немаме електрична енергија. Значи, треба да се во планирањето да се концентрираме кон алтернативни извори на електрична енергија. Треба да се преземат одредени мерки и активности за развој на земјоделието, да
створиме услови да нема одлив на населението од руралните средини. Тоа е најважната цака, да се створат услови за тоа и така. А видите, ние едно време имаме амбуланти по селата, сега нема, се е нешто мобилно и така натаму. И благодарение на тие неповолни услови, младите и напуштат државата и заминуваат за подобар живот понатаму. И сега да не зборуваме и од политичка гледна точка, партизацијата во државата. Ние дојдеме во ситуација да имаме партизација во државата. Ако не си член на одредена политичка партија, многу тешко можеш да се вработиш. Сето тоа додека не почнеме да не гледаме кој од која политичка партија, него кој со какви капацитети располага, колку е стручно способен, да младиот кога ќе заврши факултет, а има просек 10.00, да не биде у ситуација да чека вработување, него да биде баран. Ама сите велат да почнеме од нешто и се до оној момент кога ќе седнат во фотелјата, потоа малку тоа го замрзнуваат, па другите кои ќе сакат да им дојдат. Тоа е така, а јас сум голем борец против партизацијата на армијата, полицијата, дипломатијата и државната администрација. Сега конкретно имаме закон за полиција и постои закон за служба во армијата. Прв пат има политичка волја од една власт, од тоа актуелната власт, да се департизира полицијата. Знаете каков отпор имаме од опозицијата баш за таа точка, односно тој член. И јас им викам, утре ќе дојдете вие на власт. Ќе ви се јави некој така партизиран офицер или така натаму, и затоа дајте да седнеме еднаш за секој пат да го ублажиме тој проблем. Тој не може потпуно да се искористи, али тој проблем треба да се ублажи, да имаме стручна, професионална армија, полиција, да биде лојална према државата, независно која партија е на власт. Армијата не смее да размисла која партија е на власт. Тоа е процес кој што се обидувале многу години да го стават вака во рамки, нешто што е Јас сум апсолутно голем борец за тоа. Не се, ве повикав тука за една друга работа, реков во парламентот сте да ги направите пензионерите видливи пред вашите колеги пратеници, зашто и сами сте вие тоа. Ги охрабрувате пензионерите дека може да се надеваат да со закон да се обезбеди минимална пензија, да е не помала од 70% од ниската пензија што сега ја имаме. Вие ги охрабрувате, ама кој ве охрабрува вас за тоа? Реално ли е такво нешто да се случи? Тоа е апсолутно реално. Ние водиме последните 2 години политичка битка во парламентот и во државата за да се промени методологијата за усогласување на пензиите, и во тоа успеавме. И сега имаме една така наречен швајцарски модел, кој е најповолен модел за пензионерите. Значи успеавме тоа благодарение швајцарски да бидат пензиите, тогаш ќе биде комплетен. Да биде швајцарски, меѓутоа треба и ние да бидеме швајцарски швајцарци као во работата, во продуктивноста и така натаму. Така да тоа не е баш узрочно последична врска. Успеаме и ние наговестуваме веќе подолго време во разговори со владата и со другите фактори во државата дека минималната пензија, тоа е најповолно, да биде 70% од минималната плата, а просечната пензија да биде 60%. Тоа се некои светски искуства. Сушност, вие сакате да вратите она пензија што се земала до 31. јануари 1996 година. Тоа е 2300 денари поголемо од таа што сега ја зема. Така? Меѓутоа, дали се тоа само поволни ветришта или има нешто конкретно од тоа или само е добра желба вака? Ветриштата се поволни, особено што никој пат, колку јас памтам во поновата историја, такво расположение од една влада према пензионерите не е било во однос на владата на актуелниот премиер Димитар Ковачевски. Никој пат на
така социјален диалог не седнала владата со пензионерите, да биде од една страна премиерот, да биде подпредседателот на влада, да биде министерот за финансии, да биде министерот за труд и социјала, директорот на фондот на ПИО, сите експерти во владата и Сдруженијето на пензионери. Што сега е еведен нови венили, просветарите им дишат во врат на владините представници, нормално бараат да се покачат нивните примења и сега ако за нив е проблематично, трудно, не има во буџетот, како тогаш ќе ги убедите во влада дека треба да има за пензионерите? Сега... Мислам, вие заслужувате далеко од тоа, заслужувате достоинствен живот и пензионерски така, меѓутоа заради констелација не работите. Има голема разлика измеѓу на просветарите што го бараат и за пензионерите. Тоа е голема разлика. Сега просветарите бараат фактички по мое длабоко убедување истрачуваат затоа што законот за плати во државната администрација е во во собранието денеска, ја мислам дека ќе биде една од точки и многу брзо ќе биде донесен тој закон. Мислам дека нема потреба, треба да причека да се донесе законот и затоа се сега води социјален диалог со владата. Мислам дека тој независниот синдикат треба малце да се стрпи, да причекаат законот и тоа ќе биде се во ред. Ние тоа што го бараме долгорочно и тоа нема да има никакви посебни последици према фондот. Затоа што фондот ПИОМ е стабилен и нема да биде ни голема разлика од актуелните пензии сега што се. Например, сега просечно... Направена е таа финансиска конструкција, колку ќе ја чини државата? Таа финансиска конструкција не е направена, меѓутоа кога ќе се седне да се преговара, подпредседателот на владата Битичи има за тоа разбирање и мислам дека нема да биде некоја посебна голема овака финансиска потреба од тоа, затоа што ние полека со септемвриското зголемување на пензиите се приближуваме, ќе се приближиме кон тој процент. Значи тоа се едни оптимални, ја не викам дека мора баш 70% да биде, али околу 70% и ние ќе бараме да се донесе закон, како што се донесе закон за минимална плата, да се донесе и закон за минимална пензија. Во некои бивши републики има таков закон. Значи не е тоа наше измислица. Станавте пензионер? Јас станав 2005 година. Тогаш имаше реформа во армијата, сите тие кои го видели Тито требаше да одат во пензија. Добро, значи сепак ова ви прашам, но сепак во она време во пензија каде што подобро котирала и таа најниската плата од времето после 96-та, велат од 97 година па до 2002-та, таму некаде тоа е најлош период, најниската плата, околу 10.000 така нешто, така. Меѓутоа, видите, зашто сега дојде да бидеме овака реални, зашто дојде тој дисбаланс измеѓу просечната пензија и просечна плата? Затоа што последните 2-3 години многу брзо растеа платите, а пензиите тоа не го пратеа. Ние знаете во претходниот период ние немаме со години немаме зголемување на платите. Сега ние во последните 2-3 години имаме нагло зголемување на минималната и просечната плата во Македонија и затоа дојде до расчекор измеѓу минималната плата и минималната пензија што ја заговарате, втора работа е што заговарате трендот на просечната пензија да се следи со инфлаторната политика и со просечната плата. Качување на платите. Ние сега имаме усогласувањето на пензиите се врши према просекот на платите и трошоците на живот. Тоа значи према инфлацијата. Околу 54% од средната плата просечно што се земе, така? Да. Тоа е 16.200, така и 300, така? 16.200 и нешто, 16.300. За тоа поголеми се изгледите дека може да се следи тој тренд? Може. Во септември многу ќе се приближи. Во септември треба да се приближи. И ова сега последно да бидеме начисто, ова последно усогласување на пензиите што се направи оваа година, тоа е
може некој да каже дека е популизам, меѓутоа тоа е најголемото зголемување на пензиите, односно согласување во поновата историја на Македонија. Никој пат, ако погледнете, имате вие кај вас табели, никој пат во јануари месец не е било 3%, односно 2,9% усогласување на пензиите, и сега со промена на законот се задржува 2 пати во годината да има усогласување на 1 април и 1 септември. Тоа е затоа што Заводот за статистика ги издава тогаш податоците. Ова е најголемото зголемување и што е многу важно во време на економска, безбедноста, здравствена, воена, како сакате, криза. Во време на најголема криза после 45-та година ние имаме зголемување на пензиите. И затоа викам, расположението кај владата никој пат немало такво расположение према оваа популација. Како стоите на таа пензионерска мапа со комшиите? Каде ни е тука? Ние, јас можам слободно да кажам дека ние доста добро стоиме во компаративните анализи со комшиите. Ние до пред неколку месеци бевме подобри од Србија за 2 евра, сега Србија е подобро, просечната пензија со 1 евро е подобро. Подобри сме од Албанија, подобри сме од Косово, подобри сме од Бугарија која е членка и на НАТО. Од Бугарија? Да, и од Бугарија. Јас сега пред мене баш немам податоци, али или до постови кажувам дека просечната пензија во Македонија секој пат е била повисока од Бугарија. Бевме подобри од Црна Гора, сега Црна Гора е подобра од нас. Така. Знаете што пензионерите се многу кивни за оној солидарен фонд, односно од премнина по смртнина, или затоа што со месеци наназад веќе не го земаат оној износ од 30.000 денари, туку 25 и не сите пак. И сега, јас разбирам дека тоа не е во доменот и на вашата партија, немате директни релации со Фондот за солидарност при ПИОМ, меѓутоа тоа ве засека вас, а од друга страна ги засега и роднините на пензионерите. Да, што планирате да направите? Имате форми, имате алатки во собрание, вие сте пратеник да ги повикате од тој солидарен фонд луѓето и да објаснат со која динамика веќе ќе почнат да ги реализираат обврските и од кога тоа? Иако ветуваа, нели? Видите, сега има одлука, таа во последниот број на пензионер плюс на првата страница, има одлука од така наречената регистрирана организација дека од 1 јули ќе почнат да се исплаќаат повторно 30.000, меѓутоа... Ама од која година кажале? Меѓутоа, сукцесивно тоа ќе биде како се влеваат средства во тој фонд. Пензионери, најголем дел од пензионерите не го разбираат солидарниот фонд. Значи, солидарниот фонд, секој пензионер кога заминува во пензија, он подпишува изјава. Ако сака да членува во Сојузот на пензионери, он истовремено се согласува и да плаќа чланарина и да плаќа средства за солидарниот фонд. Тој солидарен фонд беше едно време 120 денара. Сега е 150 денара, меѓутоа со пандемијата имаше поголема смртност на пензионери и немаше доволно средства да се исплаќаат по 30.000 и таа регистрирана организација сама си донесе таква одлука. Пензионери ќе не знаејќи како се тоа работи, со таа одлука нанесоа политичка штета на партијата, затоа што пензионерите ја напаѓаат партијата на пензионери кои нема ама ништо, ја напаѓаат и владата, и ние објаснуваме, ево како сега вие што не прашате, дека за солидарниот фонд е одговорен Сојузот на пензионери. Значи, не е одговорна нити владата, нити партијата на пензионери, нити ПИО. ПИО само ги сервисира тие средства, а тоа се на посебна сметка и Сојузот на пензионери. И тамо постои така наречена они велат заради поголемата смртност сега со пандемијата немаат пари, ама некако не се сеќаваат дека со тие 30 денари чланарина месечна, тоа е 150.000 евра на месечно ниво, дека тие пари од тамо можат да ги преврлат и да се земат. Ние тоа го кажаме дека во ПИО тоа го предлагале,
да неколку месеци не биде чланарината, да не зема 30 денара, него да зема само 10 денара, тие 20 денара. Тоа се 1.800.000 евра на годишно ниво. Па кога ќе се Од акумулира членарината средства, кога ќе се акумулира доволно средства да си ги они вратат парите. Меѓутоа председателката која е патеме и член на управен одбор на ПИО не сакала да чуе за тоа и сега се лутат на партијата на пензионери затоа што ние објаснуваме што е ПИО барал од нив. Треба да имаме во вид дека во невладините организации постои и појам волонтерство. Они викаат не може да функционира здруженијата без тие пари. Можело да се стрпат на неколку месеци малце волонтерски да работат. Сепак, вие како пратеник и бидејќи ги застапувате пензионерите во парламентот, имате начин, форми, рековме како да ги повикате вашите колеги пензионери од ова здружение и да дадат отчет, ама и да дадат реализација и датуми кога тоа ќе се направи, а ништо друго. Ако ништо друго, тука и Државната комисија за антикорупција подопрен глас можат да исчепкаат и да видат зашто не може да се реализира она што го потпишале граѓаните. Во посебно на социјалните мрежи, јас верувам дека тоа ќе дојде и до антикорупцијска комисија, затоа што вие има сте сега пратеник пензионери, од вас луѓето ќе го очекуваат тоа и вие имате можност тоа да го направите. Ние го кажавме еднаш тоа, они сега го објаснуваат и ќе видиме понатаму. Јас лично немам никаков интерес да заострувам односите со Сојузот на пензионерите. Сакам да имаме коректни односи, иако од нивна страна неоците, од поединци не напаѓа дека се ние мешаме, ние решивме да едноставно да ги игнорираме, да не се расправаме преку средствата за јавно информирање. Ако некој ме праша, тоа иначе немаме намера да. Ама сега имате и обврска како Меѓутоа видите како на парламентарец Комисијата за труд и тоа социјална политика опозицијата го постави тоа прашање. Малце тендициозно го постави, зашто е намалено како да е владата. Јас мораше да објаснувам на опозицијата, иако знаат дека владата не е одговорна, постои на пленарна седница исто една пратеничка го постави тоа прашање да едноставно да ради поени, да стекнување на поени. Господин Николовски, ви благодарам што дојдовте во студиото на утрински брифинг. После тоа одите во собрание, денеска има седница. Има многу седници денеска. Издржувате вака, барабар со младите колеги. Јуначки. Браво. Така. Сте посетиле амбулантата во собрание некогаш вака, пошто јас не сум пациент сега, скоро еднаш само со докторот се сретнаме на ходникот, му кажа дека има висок притисок. Да промениме лекарствата, иначе не сум бил во амбулантата таму. Благодарам уште еднаш што бевте гостен.